Нашиот гостин дека многу сме го погодиле со темите денеска, вели ова намерно ли го поврза после пензионерите, мене како пензионер да го продолжиме и претходно за дието го продолжиме разговорот. Особена чест и задоволство Благоја Чоревски, наш гостин. Добро утро официјално. Добро утро. Добро најдов. Не ги наместив темите. Не, ама јас бидејќи бев присутен тука. Но велите ова. Прво за јадење, све ми се јаде сега. Да. Па пензионер, па И си велите како си го организирам денот. Не ви зреметив многу во пензионерскиот распоред кој што си го имате со сопругата? Не ви зреметив. Да, добро. И ви дојде убаво да дојдете во македонска телевизија, каде што ги имавте почетоците, легендарните шоуа, серии. Кога се снимаше серија, шоуа, сега еден преспав и тоа е, за жал. Ајде нека биде потик да можеби и за нешто повеќе и разговорот кој што ќе го имаме. Уште едно признание. Тука ги испринтав сите признанија кои што сте ги добиле досега. Не знам од каде да почнам. Рековме да имаме повод зашто да се видиме. Ајде поводот нека биде одликуван сте со орден за извонредна актерска игра од председателот на државата. Уште едно признание на неверојатните Златен Ловров венец. Од таму ќе почнеме. Ќе ги споменеме тука. Ќе ги споменеме тука Војдан Чернодрински, 11 октомври, Климент Охридски, Петре Прличко, Ристо Шишков, 13 ноември. И сега нема да ве прашам која ви е најдрага, туку ќе ве прашам дали имаше посебно значение од вашиот драг Ристо Шишков наградата или пак од Петре или пак од Петре Прличко што ви е кум. Или која? Ќе изгледа клише, ама така е. Не можете едното дете да го сакате повеќе од другото. Така и се наградите. Ама едното велат вие понаклонети сте кон едното. Можда, не знам. Можеби, да. Можда, не знам, ама мене ми се сите драги затоа што се во право време доделени и за прави резултати во тој период во кој што сум ги добила. Велите, ја почувствувавте зрелоста дека е вистинското време да добиете толку престижни награди? Веројатно. Ја не сум многу стар. 13 години имам. 13 имате, да. 7 и 6, 13. Не. Имаме време. Не, сакам да кажем дека ова ми е посебно драга, затоа што е сепак тоа од еден од највисоките органи на Република Македонија, значи орденот за заслуги за Република Македонија, што сепак има и во нашата држава луѓе кои што ги гледаат резултатите на поединецот. И препознаваат. Обично македончето пушти се, нели, така е. Но многу сум горд, да. Посебно и Џокица како колега, и Унко како режисер, и Гоце Тодоровски претходно ја доби, Коле. Значи, така едно 5 души сме од драмски кои што сме ја добиле таа награда, што уште повеќе ги докажува вредностите и на колективот Драмски театар, а и на секој поединец. А велите, најдраго ви е тоа и ние така и го започнавме разговорот, велам јас ве познавам по гласот. Вие сте моето детство. И велите, таа ви е најдрагата награда. Да, па е, знаете, која ќе ве сретнат на улица, и одеднаш ќе ви речат, се извинам да ве поздравам, јас сум растел со вас. Тоа, не можем да ви опишам што се случува во срцето моје, внатрешните органи, какви претумбации се, огромна чест и радост ви представува тоа дека го следеле Хихирику, следеле радиодрами, порано после тоа стана телевизијата веќе визуелно, али претходно само така не знаеле. Кога велам растевме заедно со вас и сега немам некое чувство, велите 13 години, па вистина ве чувствувам како само 13 години. Да, и кога ве прашав кога отидовте во пензија, велите 2012. Ми се виде многу далеко, мислам сега пред некоја година. Тоа е можеби затоа што вашиот дух е се уште неуморен. Представата во декември имаше премиера, на 2 декември беше во Дом на Арама, така? Среќен мртовец. Среќен мртовец. Главната улога ја имавте? Да, јас сум тој среќниот мртовец. А вие сте среќни. Се воодушевувам на таа импровизација која што имавте секогаш, да бидете толку озбилен, а ние сите да паднеме од смеење.
Нели ви беше смешно внатре, длабоко во вас внатре? Добро, ама затоа си актер, затоа треба да знаеш тоа, да го потиснеш, да не излезе, да не те фатат. Публиката е опасен критичар, да. Среќен мртвец е еден од последните мои. Сега ќе припремам За 2024 ќе ме прашам. За 2024 ќе има. Но ама тоа се уште сме во преговори, така да не можам да бидам сигурен во тоа. Но секој кој што ќе ме повика, јас сум спремен да отидам. Уште ме држи ова. Така да Вие сте еден од доајените на македонскиот театар. Како го доживувате сега од оваа перспектива како пензиониран актер? Да речеме, нели официјално велим официјално на хартија, добро, тоа да. Официјално на хартија, да. Како го доживувате сега од оваа дистанца? Посетувате представи? Да. Како критичар сте строг кон новата помлада генерација? Не, јас видите, во нашата професија, барем така нас не учеа по старите колеги, почнувајќи од Гешовски, Милица Стојанова, Илија Ѓувалековски, Дарко, Ацо, кумот мој Прличко, и вашиот татко. Добро, татко ми сум играл како мал со него, ама татко ми многу рано почина, така да еден од основачите, тоа се сите основачи на тој македонски театар. Во првата представа играл татко ми. Во Измаглица се сеќавам. Така да, како да ви кажам, или ве бидува за тоа, или не ве бидува. Јас не можам друго, освен ова. Фала му на Бога, што жена ми ме ослободила од тие домакински работи кои што биле, ми дала слободен простор, реланс, да можам да се впуштам во откривањето на карактерот, така да најголемата заслуга за сите овие работи ги има мојата сопруга. Ова не е фраза, ова е вистина. А можда и некојаш кажувам, досадно им станува, на некој повторувам едно, но тоа е факт. Јас не можам да побегнам од тоа. Следен пат јас имав честа да ја запознам, но следен пат ќе седнеме и до вас. Ете, ветуваме да слушнеме малку и другата страна, да ако седнете тогаш јас нема да бидам значаен. Како ви поминуваат пензионерските денови? Велите, традиционално си пиеме кафе со сопругата. Да, со сопругата си одиме во еспресо. Да. Хаос. Така ви почува денот? Или долу кај Тања. Каде што си живеете? Да, добро. Во зградата исто кај што живеат, сите мислеа дека е моја таа сладкарницата. Но не е моја. Немаме толку актерите, ние немаме толку пари за да можеме да купуваме такви дуќани. Но сакаме, да, одиме, си седнуваме убаво, одма знаат кој е. Јас го сакам малското живење. Сега, за жал, со овие згради, немаме дворчиња, немаме кај да седнеме, нема да, кога ќе излезеш кај 7 сатот, да ги видиш тетките како, гледај го, сега ќе оди, женска му е таа, нели? И јас ги паметам тие што играа шах кај нас пред зграда на времето. Дама, трица. Така, да. Така да, но во секој случај здравието е тоа кое што те тира, ти дава и умот да памтиш убави моменти. И сега има убави моменти, само некако сме тоа малско живење, бидејќи зградите се чудни, тешко можеш да се спојуваш, нели, од разни делови сме. Но сепак, со тие што сакаш, ќе се сретнеш. Да, со тие што сакаш, секогаш ќе се видиш, ќе се сретнеш. Знаете, без причина да отидете до театар да видите што прават, како се. Да, сега немавме бифе, не знам ќе го направат бифето, обично тоа ни е нашиот добро, тоа беше местото. Да. Тој ни е вториот дом, без разлика. Не било само за пиење и за седење, него тука се разговарале, тука ќе ти кажат по старите актери, види овдека малку нешто, не си ми добар, види таа, ќе те подучи. Така да, бифето е баш вториот дом. После тој дом што го имаш дома, тоа било местото каде што си се опуштал, каде што по старите колеги ти давале дел од занаетот. Немало скриеност. Јас ке го чувам ова само за мене. Колективен чин е актерската игра, не е, да, има, вие играте еден карактер, другиот игра, да, но сепак е тоа еден колективен чин.
Остана нешто што сакавте да одиграте, а не одигравте? Има многу. Има многу, па имате време или рековте? Па да, имам јас време, ама режисерите не ме гледаат во таа. Сум сакал да играм Ричард Трети многу. Да. Добро. Затоа што тој е актер, фактички. Јас имам таа сцена кога на Леди Ана и го дава мачот и вика, се приближно. Ако кажете. Ако мислите дека јас сум, тој е слободно прободете ме. Тој е голем актер. Цар, нели? Крал, ама е голем актер. И од тука појдував. Јас и стално сум сакал да... Ама никојаш не ме земале. Јас во суштина сите мои награди се за траги комедии. Сакав да кажам, секогаш се наоѓавте во таа нека трансформација меѓу трагично и смешно. Да. Црно-бело. Да. Таков е животот. Да. Таков е. И тие карактери што сум ги играл, сега ќе ви кажам една работа која што треба да испитам. Добре. Но мислам дека на Балканот сум апсолутно еден и единствен. Јас сум го играл и Хлестаков во Ревизор и Градоначалникот. Во ист театар со два различни режисери. Првата е со Диме Станковски, мој голем другар од детство. Така? И втората е со исто голем режисер Љубиша Георгиевски. Дац го играше таму Хлестаков. Да, тој кој ве замени? Добро. Не. То се две различни представи во различно време. После 10-15 години, значи од кога подостарев, а Љубиша дојде и вика, ти го паметиме како не. Ќе го играш Градоначалникот, а во младите години го играв Хлестаков. А градоначалник беше Драги Костовски, еден исто нашен врбен актер. Така да можда и на Балканот и Европа. Ништо чудно. Може да го проверите тоа и сакав да го заокружиме разговорот со тоа што врвни признанија, најголемите признанија ги добивте. Велите, сум во години кога и имам зрелост и ги заслужувам, едноставно оправдано е зошто се тие мои признанија. Но чувствувате потреба да оставите зад себе некое писание за вашиот живот, за вашите достигнувања? Видете се ова да не излезе, али како сакат, нека го сватат. Ние конкуриравме за книга, за Чоревци треба да се вика таа, значи моето семејство. Ние сме 80 години непрекинато во Македонскиот театар. Да. Татко ми е оснивач на Македонскиот театар, мајка ми е актерка, брат ми е актер, јас сум актер, внука ми на брат ми Илина Чоревска, која минатата година доби 2 престижни награди, Војдар Чернодрински и во Велес на интернационалниот фестивал на драмата, на класичната драма. Значи, ние сме 80 години непрекинато. И професор Јелена Лужина сакаше да ја направи таа и ние конкуриравме. За жал тешко оди тоа. Знаете, кај нас тешко се сакаат да ги обележат вредностите. Таа традиција, што ние сме изгубиле некаде, не прави да немаме обичаи, да немаме почитување кон вредностите. Многу тешко оди тоа. Во Македонија е типично тоа. Јас се воодушевам да речеме на Вевчанскиот карневал, затоа што тоа е една огромна традиција. Да. Па добро, на џамаларите. Имаме галичката свадба. Да, сите, галичка свадба. Знаете, тоа е, вие потекнувате од таму и таму има многу чисти односи. Многу точни и јасни. Точно знаеме кои биле македонците и кои се. Тоа што некои 40 професори од Америка, од Германија пишувале обратно за Грција, дека тие се создатели. Не. Важно е ние да си го знаеме своето потекло. Да, ама тешко тоа. Тешко македонец се сака да ти го признае успехот. Но и покрај тоа ти треба да си свесен каде си и колку си. Треба да знаеш во која вода пливаш. Ова се однесува, ова би го примив како совет и ова се однесува
за сите За се, индивидуално. за животот. За животот, За, да, и така за е. се се однесува на Права. најмногу во уметноста, најмногу во вашата професија, Да. во мојата, во... Затоа се проинадов благодарам. Така е, за жал, ако не можам јас да бидам хирург сега, јас го имам ова, Бог ми го дал тоа и многу работа, многу работа. Многу работа. Многу Без работа, тоа, многу работа вродува со плод. Благодарам и уште еднаш ка огромна чест и задоволство ми беше. Благодарам што ми спочитувавте. мене ми беше чест што ме повикавте и што сепак мислат и на нас, на уметниците.